Речиси за 3 пати се зголемил бројот на домови за згрижување возрасни лица во Македонија во изминативе 15 на години. Во 2011 година во земјава имало вкупно 15 така наречени домови за стари лица, а денес функционираат вкупно 44 такви установи. Според податоците од Министерството за социјална политика, во земјава има 5 државни дома за стари лица, во Скопје, Куманово, Прилеп, Битола и Берово, со вкупен капацитет од 638 легла, додека во приватниот сектор активно функционираат вкупно 39 дома, со вкупен капацитет за сместување од 1563 лица. Со оглед на тоа што демографската слика на Македонија е лоша, односно се зголемува бројот на возрасни лица и македонската нација старее, бројот на вакви установи се очекува и понатаму да расте. Кога Доналд Трамп положи заклетва како председател на 20 јануари, тој беше опкружен со некои од најбогатите луѓе во светот. Милиардерите присутни тој ден, вклучувајќи ги Илон Маск, Џеф Безос и Марк Цукерберг, никогаш не беа побогати, уживајќи во огромни добивки од зголемениот раст на берзата. 7 недели подоцна сликата е сосема поинаква. Почетокот на вториот мандат на Трамп донесе драматичен пресврт за многу од овие милиардери кои седеа зад него во Капитол. Според индексот на милиардери на Bloomberg, од тогаш 5 од тие милиардери изгубиле богатство од вкупно 209 милиарди долари. Португалскиот брод кој се судри со американскиот танкер се уште гори и се очекува да потоне. Во понеделникот се случи судир на нафтениот танкер Стена Имакјулет и товарниот брод Солонг во Северно море, во близина на брегот на источен Јоркшир во Британија. Според достапните информации, Стена пловел под американско знаме и превезувал млазно гориво за американската војска, додека Солонг пловел под португалско знаме. Солонг удрил во Стена Имакјулет. Се слушнале експлозии и избил голем пожар, а гориво истекло во морето. Телевизиска станица на Флорида била погодена од торнадо среде предупредување за торнадо, што ги запрепасти гледачите кои го следеа преносот во живо. Метеорологот Брукс Гарнер во Орландо даваше ажурирање за лошите временски услови во државата Саншајн кога сфати дека торнадо се движи директно кон телевизиското студио. Камерата целосно ја изгубила сликата во еден момент, бидејќи Гарнер ги предупреди и гледачите и вработените во засолништето дека зградата сега се наоѓа во самиот центар на полето со отпад што го носи торнадото.